Време е да пречекаме и нашата прва гостинка за денес овде во студиото, гостинка на Ирена е. Добро утро до Ирена. Добро утро, Добро ви утро до Кристина Јосифова. Кристина, неко да им кажам на гледачите дека е собственичка на спа за бебиња, колку убавото, бања за бебиња му доаѓа. Ќе се направите убав разговор, видов дека има некои убави материјали, секако дека ќе има и награда за гледачите, односно третман за бебенце. Она што мене ме интересира е, кога има, да речеме, спа, каков било третман за возрастни, многу лесно можеме да знаеме возрастниот дали е задоволен или пак има некоја поплака. Како е со бебињава? Како знаете дали се задоволни муштери или пак не? По нивните фацички. Да. Да, преубаво искрено. Јас многу уживам со нив. Уживање е да се гледа како тие уживаат. А ќе видите потоа на видеото како всушност изгледа тоа. Да, сигурно е убаво место да се биде таму, па да се избега малку од оваа реалност. Ирена, повели со разговорот. Ти благодарам, Искра. Добро утро, почитувани. Еве, како што веќе најави наша Искра, во наредниве 15 на минути ќе зборуваме на една навистина интересна тема. Јас искрено уживав кога ги гледав сите оние фотографии кои што Тина ни ги даде. Инаку да ја представиме нашата гостинка Кристина Јосифовска, собственик и управител на Baby Spa центарот, наречен Tiny Fingers. Тина, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма. Само сакам да им кажеме на гледачите дека кон крајот на разговорот ќе доделиме еден подарок од Baby Spa центарот Tiny Fingers, каде што ќе доделиме еден спа третман, значи еден гледач кој што ќе сака да ни се вклучи директно овде во емисијата. Бидете заедно со нас, проследете го разговорот до крај. Ќе вклучиме гледач овде, само е потребно да ги оставите вашите податоци и ќе ни кажете за која возраст на бебенце станува збор, кое бебенце, не мора име и презиме, туку на која возраст, за да Тина знае каков третман, бидејќи претпоставам се различни третманите за сите овие дечиња. Тоа сега ќе го дознаеме во наредниве минути додека разговараме со Тина. Тина, оваа идеја, Baby Spa или спа за бебиња, не е новина во светот. Многу е распространета. Претходно во разговорот ми кажа дека некаде околу прв пат е почнато во Холандија. Кај нас е отприлика ново, може би една година, година и пол. И има огромен интерес за ова Baby Spa. Ајде прво една лична карта, генерали, каде се наоѓа Baby Spa центарот и потоа ќе зборуваме како изгледа еден спа третман. Добро утро, Ирена. Најпрво благодарам за поканата. Добро утро и на сите гледачи. Baby Spa Tiny Fingers постои од 7 октомври минатата година. Ние се наоѓаме во Наслаба аеродром, односно спроти основното училиште Блажа Коневски. Така. Tiny Fingers, значи мали, ситни прстиња, така тоа е името. Сега оно што сакам да го видат нашите гледачи е тоа да видат како изгледа еден спа третман. Ние имаме тука и фотографии, имаме и кусо видео. Може додека си разговараме, од режија ќе ги замолам да видиме како тоа изгледа. Само ќе напоменам дека сите овие бебиња кои што ги гледаат гледачите се со одобрение на родителите. Да, и јас сакам да им се заблагодарам за дозволите. Пред се морам да кажам дека Baby Spa представува повисок степен на нега и грижа на целокупното здравје на бебињата. Исто така, Baby Spa концептот се состои од хидротерапија и масажа. Хидротерапијата се изведува во специјализирани кадички, секако со прилагодена температура, и тука бебенцето останува од 10 до 30 минути. Ќе искористам оваа прилика да објаснам, пошто многу често добиваме прашање во врска со тоа, време трењето на хидротерапијата зависи од возраста на бебето. Тоа е така поради немањето доволен капацитет на бели дробови. Не може бебенце од 2 месеци да се остави половина час натре. Потоа по хидротерапијата следува масажа. Масажата трае од 15 до 20 на минути, каде што бебето целосно се опушта, а најчесто и заспива. Значи целиот третман трае отприлика од половина час до 1 час, така заедно спа терапија, односно хидротерапијата и со масажата. Сега кажа Тина дека од различна возраст е. Значи од 2 месеца до 2 години. Минимална возраст која бебенцето мора да има за да го посети нашиот Baby Spa центар е 2 месеци, а максимално е 2 години.
Сега како изгледа една терапија? Еве гледаме веќе и масажа, поминаа веќе и инсертите каде што ги гледачите како изгледа вашиот салон. Интересно е, овие се специјални кадички, така? Да. Треба да има гума и сега како изгледа тоа? Како изгледа прилагодувањето? Не секој детенце сака да се бања. Повеќето сакаат, меѓутоа предпоставам имате искуства со бебиња кои што не сакаат да се бањаат. Како изгледа процес на прилагодување? Така, секогаш му оставаме време на бебенцето да се прилагоди, односно прво да се запознае со просторот, да се запознае со терапевтот и имаме Baby Spa Tiny Finger се располага со мини игротека. Доколку бебето има соодветна возраст, прво го пуштаме таму, каде што има голем тип на играчки, да се навикне на поголемко, така? Да, сепак и помалите, имаме и за помалите како игрална, таму си игра за да се опушти. И потоа го почнуваме третманот чекор по чекор. И секако морам да напоменам дека се прилагодуваме, го следиме бебето и се прилагодуваме на неговите потреби. Ништо не е на брзање, се оди чекор по чекор, како што кажав и претходно. Морам да напоменам дека двајцата родители се присутни. Тоа сакав да прашам. Барем еден родител задолжително. Тоа е во присуство на родител. Може и баба и дедо да присуствуваат или најмногу треба родител? Најмногу се родителите, доколку сака може да дојде трет член, ама наша препорака е секогаш да бидат и барем еден родител присутен. Така. И сега кога се подготвувавме за разговорот, јас прашав дали е потребна некоја обука, меѓутоа треба да напоменеме дека ти си сепак медицинско лице, медицинска сестра, завршено средно медицинско, значи сепак не станува збор за нешто што е приучено, туку сепак покрај тоа што си медицинска сестра си и физиотерапевт, значи токму знаеш како треба тоа да изгледа една терапија, една хидромасажа за дечиња. Ме интересира кои се придобивките од спа третманот кај бебињата. Што е со оние бебиња ако се нервозни, например? Дали тој третман, дали таа терапија ги смирува? Да, бебенцата се најчесто нервозни затоа што имаат грчеви, имаат милион други маки и плачењето е единствениот начин на кој што можат тоа да го изразат. Не знаат поинаку. Инаку да, помага присуствува, односно го стимулира дигестивниот систем, а тоа влијае на директно намалување на грчевите кои за жал најчесто ги имаат некаде до третиот месец, некои бебенца и повеќе. Исто така се подобрува циркулацијата, се подобрува квалитетот на сонот, стимулирање, односно нежниот притисок што го прави водата на нивниот граден кош допринесува до зголемување на капацитетот на белите дробови. Подобрување на координацијата, на нивните движења, тоа што го зборувавме преска, има веќе светски истражувања, односно во Финска се направени, дека бебенцата што почесто имаат хидротерапија многу побрзо продуваат. И полесно учат да пливаат, така, бидејќи веќе се навикнати во вода. Интересно, навистина многу интересно, има многу придобивки. Сега пред да продолжиме понатаму со разговорот, би сакала да вклучиме гледач доколку, односно да ги отвориме телефонските линии и да се вклучиме еден гледач во програма овде во живо. Податоците не мора тука да ни ги кажувате, може да си ги оставите во режија. Овде само ќе ни кажете за која возраст станува збор, значи за бебенце дали може од 2 месеци до 2 годинки, може да се јават баби и дедовци и да го закажат, да си закажат термин, односно да си добијат подарок од наша Тина за своето внученце. Можете да присуствувате вие, може да присуствуваат и родителите. Интерес постои, да кажеме дека може да дојдете, да се јавите и од внатрешноста, така? Да. Интересот за сега е многу голем. За сега само во Скопје постои така спа. Во Скопје, да. Се надевам дека тоа ќе се промени во наредните неколку месеци или година, како и да е. Интересот за сега е многу голем и можам да кажам дека сме стварно пребукирани. Тоа ми се допаѓа. Така. Сега сакав да прашам од каде ги набавувате овие реквизити, бидејќи видовме тоа се специјални кадички, така? Да. Малечки се и спа третманот трае само за едно бебенце, така? Да. Не може повеќе бебиња да се заедно, туку тој 1 час максимум го посветувате на едно бебенце, така? Да, секогаш третманот е само за едно бебенце, тој термин или само едно бебенце го се одвива тој Baby Spa третман. И кадичките за жал се уште ги нема кај нас и малце потешко, да, се мора да се набави од странство. Еве, од режија ни јавија дека веќе имаме гледач на линија. Добар ден. Добро утро, се извинувам. Добро утро. Добро утро. А мене нас ни е веќе и ден да ви кажам, бидејќи сме станати многу рано, па и не погрешив. Така е, така е.
Ве поздравувам многу, вас и гостинката. Благодарам. И ви посакувам убав ден. Сакам да ви кажам дека мојата мала Михаела беше веќе еднаш со другарка и тогаш имаа по 6 месеци, а сега се веќе поголемки и многу убаво си поминаа. Одлично. Вие сте, господјо, добитник на еден спа третман, односно вашата Михаелче, како што ја кажавте. Колку месеци има сега или веќе? Сега е веќе поголемка, веќе 2 години е. 2 годинки. Може, така? Може да присуствува. Од Скопје ни се јавувате? Да, од Скопје. Во наредните 2 недели, бидејќи веќе сте биле, знаете каде, може да се слушнете со Тина, ќе ви се јави Тина, ќе се договорите за термин, бидејќи навистина интересот е голем, како што каже и Тина, и ќе може вашата Михаела да си ужива во спа третманот. Сега различен е третманот за бебиња, различен е за овие дечиња што се на 2 години. Во што е разликата? Разликата најчесто во масажата, затоа што сепак кога е бебенце, масажата е многу понежна, одиме на стомачето, односно фокусот е на стомачето заради нивните грчеви, сакаме да им помогнеме да се намалат, додека кај например детенца од 2 години масажата и подолго време трае. Сепак е тоа поголемо дете, сепак веќе има колку толку поразвиени мускулчиња за разлика од бебенце, пример од 2 или 4 месеци. Да кажеме само дека има и убава музика, така која што е пријатна за спа и е пријатна за ушињата на малите бебиња. Она што сакам да прашаме, дали во иднина планирате да бидат кај вас, да може да се донесат и дечиња со посебни потреби, бидејќи претпоставувам за нив има и различен тип на масажа, бидејќи и нивните потреби се различни. Дали тоа постои во светот и дали планирате и вие такво нешто да направите понатаму? Да, тоа веќе постои во светот. За жал, ние се уште не нудиме таков вид на третмани, но работиме на тоа во иднина да ги имаме. Од каде, како дојдовте на идеја да отворите овде бебе спа? Ова е навистина ново и јас имам многу прашања, можеби вака и не се по некој редослед, ама како дојдовте до идеја, дали мислевте ли дека ќе има интерес? Што ако нема интерес? Има интересира, дали некогаш сте се сретнале со некои ситуации, например непријатни, да некој детенце буквално не сака да влезе во вода и што во тие ситуации? Како го преминувате тоа? Така, тогаш гледаме да извлечеме максимум, доколку не сака, не се откажуваме веднаш, пошто сепак може само моментален страв. Пробуваме, го пуштаме прво бебенцето, односно детето, зависи, пробуваме уште неколку пати, доколку гледаме дека навистина не оди, се фокусираме само на масажата. Идејата беше многу поодамна од самото отварање. Искрено на страна е навистина доста распространето и пред се корисно за здравјето на децата, односно на бебињата. Сите што ме познаваат лично знаат дека љубовта и масажите, односно љубовта кон масажите и кон децата се, не знам, едни од работите што навистина ме издвојуваат. И ова беше некако 2 во 1, односно работат со ништата буквално. И јас долго време се занимавав со масажи на возрастни. Масажи на возрастни овде, масажи на возрастни на страна, односно работа во странство, и поради тоа со оглед на тоа дека кај нас фали вакво нешто, а е пред се толку убаво и корисно, ми дојде идејата зашто да не, да почнеме и тука, да ја кренеме свеста, да отвориме. И е нешто многу ново. Јас не знам, неколку центри се само во Скопје, кажавте дека се уште нема во другите градови, потребна е посебна обука за ова, доколку не е некој медицинско лице или физиотерапевт? Да, тогаш претпоставувам дека би требало, но доколку некој е медицински едуциран, нема да има никаква потреба, пошто веќе ги знае основните работи. Така. Застанавме кај кадичките, тука ни се вклучи гледачот, па моравме да го вклучиме во програма за да не чека. Од каде се тие кадички и колку се големки? Ги видовме вака на фотографиите, не се како нормална када за бање, туку се специјални, така и колку се длабоки, тоа ме интересира. Така. И дали има различни кадички за возраста? Дали кажавте од 2 години до 2 месеца, од 2 месеца до 2 години? Да, нема различни кадички. Ова е кадичката, затоа усвари е всушност таа граница, пошто ако детето е над 2 години, ако дојде, тогаш ќе стои во кадичката. И тогаш нема поента да се извршува третманот. Поради таа причина, кадичките се специјализирани кадички, личат мали на сликите, но искрено не се баш толку мали, да. Односно за нас се мали, за бебенце и дете, или психолошкиот момент не се баш толку мали, затоа и одиме чекор по чекор за да не му направиме траума.
секако. И тие си имаат посебни опции за меури од страна, ја покажуваат температурата, пошто секако температурата мора да биде прилагодена. Тоа сакав да прашам, која е температурата на водата? Од 35 до 37 степени. Што е она нормална температура на телото на човекот. Температурата е секогаш таа и пак ја кажам, секогаш го следиме бебето, односно детенцето и се прилагодуваме според нивните потреби. Така е. Сега тука ни е отприлика веќе и времето, треба да завршуваме со разговорот. Би сакала само сосема за крај еден совет до родителите, можеби до оние кои што се двоумат или не се баш сигурни колку е ова примамливо, колку е интересно, кои се придобивките, ве кажавте. Некој совет вака да кажете за крај? Така, совет, доколку родителите се во потрага по нешто корисно за здравјето на нивното бебе, а сепак на бебето да му биде забавно, може да го разгледаат нашиот профил, може да не контактираат за доколку имаат дополнителни прашања, консултации или закажување на термини. И морам да напоменам, морам да го повторам ова, дека препорачуваме да се присутни родителите, затоа што тоа квалитетно време што го поминуваат и со бебето нормално, и самата интеракција и поврзаност што имаат низ оваа активност е стварно непроценлива. Така. Тоа да кажем уште дека во текот на целиот процес додека трае спа третманот, мајка или татко, родител, еден е секако присутен. Барем еден родител задолжително присуства. Така. Тина, благодарам уште еднаш за гостувањето. Навистина можна интересна новина е кај нас во Скопје, да се надеваме дека и во другите градови ќе се отворат вакви спа центри за бебиња. Благодарам, вие ќе се слушнете со нашата гледачка и ќе се закажете термин. Искра 8 часот и 30 минути. Не што во наше време нема овако нешто, па уште од мали носи да ти се развие желбата, потребата за да одиш на бања подоцна. Убаво во секој случај. Пријатна и успешна работа ви посакувам.